Разочарувачки е погледот кон празниот добиточен пазар во Облешево, во кој утрово немаше ниту прасиња, ниту гоени свињи. Одговорните на пазарот вчера добиле допис дека се забранува секаков промет со прасиња и свињи, поради што утрово не се дозволуваше приватните одгледувачи да се појават во и околу пазарот. Инаку сопствениците на неколку помали фарми, бегајќи од камерите, прокоментираа дека откако памтат, вакво нешто не им се случило и со видна доза на револт се прашуваат што ќе прават со свињите. Да ги чуваат понатаму не им се исплати, храна немаат, а за да ја купат немаат пари, бидејќи ништо не можат да продадат. Од друга страна не им е јасно како може кога болеста африканска чума ја нема, надлежните да се однесуваат како да ја има. Поединци дури и прават хумор со идејата војската да врши отстрел на дивите свињи, не баре им е објавена војна. Други се шегуваат дека ќе станеме исламска држава според менито, бидејќи како тргнало, во иднина ќе нема свинско за трпеза, туку само телешко и овчо. Неодамна еден одгледувач на свињи ни изјави дека добро е што дошле нашите странци, па му ги купиле неколкуте одгоени свињи и дошол до некоја пара. Ама да продолжи да одгледува свињи, сигурно нема. Среќа што дојдоа од Италија, тие наши иселеници, па 3 години ми земаа комшија еден до друг са. Тоа додека ги земаа, јас трчав по нив да ги молам за да може да земат. Од иланска година се земале од мене и сега земат. Појазолната кожа кај говедата, африканската чума кај свињите, други болести кај козите, сточарите стравуваат дека може да се појави некаква заразна болести кај овците, што целосно ќе го сотре сточарството на овие простори, а државата ќе стане целосно зависна од увоз на месо и производи од месо.